Формати на отворени податоци. Додека ја утврдуваме важноста на отворените податоци и корисните информации кои потенцијално произлегуваат од нив, напоменавме дека развојот на интернетот има дадено значаен придонес за достапноста на отворените податоци и информациите од јавен интерес. Предостапноста на светската мрежа, например економските новинари, биле приморани да ги посетуваат банките и државните институции за да добијат информации за дневната курсна листа или за берзанските движења. Во денешно време, овие и други податоци се достапни на интернет страниците во различни формати. Најчести типови на податочни структури се табеларни и просторни, но се користат и хиерархиски и мрежни податочни структури. Табеларни податоци, како што кажува самиот назив, се податоци кои се организирани во табела. Ваквите податоци електронски се организираат преку софтвер за табели, меѓу кои најпопуларни се Microsoft Excel за поширока употреба, посебно популарен во деловна средина, или SPSS, популарен софтвер за создавање табели и анализа на податоци добиени од истражувања во општествените науки. Табеларните прикази се најчесто во форма на редови и колони, каде секоја колона представува одредена променлива, а секој ред одговара на дадената вредност на променливата на таа колона. Така, на пример, во една табела каде се наведени биографски податоци за одредени лица, како на пример студенти на одреден факултет, колоните се наменети за означување на типот на податокот во табелата, како на пример име и презиме, година на студии, положени испити и слично. Во редовите пак се наведуваат информациите за студентите кои се дефинирани во колоните. Во овој контекст, битно е да се нотира разликата меѓу табеларните податоци во отворен формат и табеларни податоци во заштитен или затворен формат. Отворениот табеларен приказ на одредени податоци подразбира дека корисниците можат, по преземање на документот или фајлот од одредена локација, да ги копираат, прераспределуваат, комбинираат или на друг начин да располагаат со податоците, како на пример да ги обработат со аналитичките алатки кои се вградени во одредени софтвери. Да наведеме еден пример за корисноста на табеларните податоци во отворен формат. Доколку академски истражувач од областа на психологијата ја проверува поврзаноста меѓу две варијабили, податоците ги внесува во електронска форма во табела. Со обработката на табелата со инструментите за мерење корелација, кои се достапни во одредени компјутерски програми, истражувачот ги тестира хипотезите кои ги има поставено при дефинирањето на истражувачкиот проблем. По изведувањето заклучоци, вообичаено во академските истражувања се наведува дискусија во која истражувачот детално објаснува како да се проверат неговите или незините заклучоци со цел да се утврди дали соодветно е спроведено истражувањето и дали хипотезите се добро поставени и добро тестирани. Со цел да се овозможи ваквата проверка, истражувачот мора да ги објави податоците во организирана форма, вообичаено во табела, која други истражувачи можат самостојно да ја проверат, имено да извадат информации од сировите податоци. Ваквата пракса дополнително овозможува формирање на нови истражувачки прашања и хипотези, кои други истражувачи може да ги тестираат со достапните податоци, со што се обезбедува научен напредок. Дополнителен пример може да се наведе со податоци кои би се употребувале за изработка на корисничка апликација. Пристап на отворена база на податоци за возниот ред на градскиот превоз представува елементарен предуслов за изработка на апликација со која корисниците може да проверат кога на одредена автобуска станица би пристигнал одреден автобус. Со цел за изработка на апликацијата, сировите податоци од организаторот на јавниот превоз треба да бидат јавно достапни, како и редовно да се ажурираат. Дополнително, податоците мора соодветно да се форматирани, поточно да се зачувани и презентирани во форма која крајниот корисник, во овој случај индивидуата или организацијата која би ја изработила апликацијата, може да ја отвори и да ги користи податоците без специјализиран софтвер. Основни типови на табеларни податоци во отворен формат се следните. CSV, Comma Separated Values се датотеки каде податоците, односно колоните во табеларна структура, се разделени со запирка. Овие датотеки се компактни и се најчесто користени отворени формати за табеларни податоци. JSON е податочен формат за прикажување на податочни објекти преку парови на атрибут и вредност. XML е формат на податоци со кој податоците се структурираат со маркирање на податоци во тагови.
RDF е формат кој е препорачан од W3C, односно World Wide Web конзорциумот, и овозможува представување на податоци во форма за поедноставно комбинирање на податоци од различни извори. RDF користи URL како идентификатори, што возможува погоден начин за директно поврзување со постоечки иницијативи за отворени податоци на интернет. Во контраст на табеларните податоци во отворен формат е затворениот формат на табеларни податоци или заштитни табеларни податоци. Ваквите податоци на интернет најчесто се во PDF формат, со кој во основа се оневозможува модификување на содржината на документот. Додека ваквото презентирање на податоци секако нуди одреден степен на заштита на информациите во документот, посебно од манипулација и неовластено менување на содржината, како на пример неовластено менување на одредени вредности во дадена табела, употребливоста на вака презентираните податоци е мощно ограничена. Комбинирањето на податоците е оневозможено. Анализа на одделни променливи и нивна споредба со други варијабили исто така е тешко, бидејќи не може да се употреби опција за софтверска обработка на податоците, а во некои случаи се употребува и наменски софтвер кој создава заклучени PDF документи, чија содржина не може да се копира во друг документ, нити да се печати. Ова значено ја ограничува употребливоста на податоците и го отежнува изведувањето на квалитетни информации со што се потценуваат придобивките од користењето на отворени податоци, зголемена транспарентност, отчетност, научен и општествен развој и изготвување анализи. Кон ова, и забелешката дека доколку некој навистина сака да ги злоупотреби заштитените податоци, постои софтвер на интернет со кој може да се отклучат PDF документите или содржината може рачно да се префрли во отворена форма. Дополнителни ограничувања произлегуваат и од користењето на податоците организирани во формати кои се соодветни за програм или апликација за кој е потребно да се плати за користење. Така, на пример, наменскиот формат XLS Workbook за Microsoft Excel своевидно го условува крајниот корисник да плати лиценца за користење на програмот со цел да му овозможи обработка на податоците содржани во документот. Без лиценца, корисникот може да ги гледа податоците, но не и да ги обработува. Уште поголеми ограничувања произлегуваат од други наменски формати. Например, за отворање на документ зачуван во формат кој го користи SPSS, потребно е да се купи лиценца за самиот програм, без кој крајниот корисник единствено може да ги обработува податоците по така наречена trial верзија со ограничени можности. Додека табеларните податоци претежно се однесуваат на променливи и нивните вредности, не сите податоци се поврзани со одреден назив или бројка. Така, просторните податоци, познати и како геоспецијални, се податоци за објекти или настани кои имаат одредена локација на земјата. Локацијата може да биде статична, како на пример локација на одредена болница, или динамичка, како што е движечки автомобил. Просторните податоци се комбинација од податоци за локацијата, најчесто координати, информации за атрибутот, објектот или настанот и податоци за времето кога се врзува локацијата и атрибутот. Основните типови на просторни податоци во отворен формат се следните. GeoJSON е популарен формат базиран на JSON со специјализирани карактеристики за опишување на просторни податоци. KML Keyhole Markup Language е отворен формат за геоподатоци заснован на XML. KML започнува како лиценциран стандард, но потоа беше стандардизиран во Open Geospatial Consortium. WMS Web Map Service е протокол кој овозможува геореферентни мапи да бидат овозможени преку интернет. WFS Web Feature Service овозможува барање за географски карактеристики преку интернет. Типичен пример за практична примена на просторни или геоспецијални податоци е мобилна апликација за такси превоз. Дел од апликациите кои се во употреба овозможуваат следење на локацијата на возилото кое е на повик додека пристига до патникот. Исто така, дел од интернет продавниците на корисниците им овозможуваат следење на нарачката додека пратката е во транзит до крајниот корисник. Интересно е да се нотира дека просторните податоци во одредени случаи може да се трансформираат во табеларен приказ.
Така, на пример, називот на одреден објект би се навеле во првата колона од табелата, додека втората колона би ги содржала координатите на даден објект. Сепак, во ваква форма, просторните податоци би имале ограничена корисност за крајниот корисник, посебно во контекст на наведените примери. Табелирањето на геоспецијални податоци најчесто се употребува од страна на поштенските организации, кои во табела го нотираат движењето на одредена пратка, откако истата поминува низ претходно дефинирани контролни пунктови. Доколку податоците се во корелација, тоест се поврзани во одреден хиерархиски сооднос, станува збор за хиерархиски податоци. Клучно за овој тип на податоци е што тие се во однос на подредени и надредени. Органограмот на одредена организација, на пример, е типичен пример за хиерархиски податоци, од кои се изведуваат информации за начинот на кој се организира работата во дадената група, по-конкретно за хиерархиската поставеност. Друг пример за хиерархиски податоци се расходите од централниот буџет на одредена мултинационална компанија. Податоците во ваквиот пример укажуваат на тоа како се движат парите со кои располага врвот на фирмата, поточно менаџментот кон подредените ограноци или подружници на организацијата. Доколку податоците се меѓусебно поврзани, но не во форма која подразбира подреденост или надреденост, тогаш станува збор за мрежни податочни структури. Мрежните податочни структури овозможуваат врски помеѓу секоја комбинација на елементи и во секоја насока. Добар пример за тоа е социјална мрежа, како на пример Facebook, каде корисник има свој круг на пријатели, кои пријатели имаат свој круг мрежа на пријатели. Интернет мрежата, популарно наречена вебот, е исто така пример на мрежна податочна структура, каде веб страниците се поврзуваат или линкуваат до број на други страни во било која насока. Дополнителен критериум за разликување на податоци е според нивната променливост. Од тука се прави разлика меѓу статични и така наречени живи податоци. Отворените податоци најчесто се достапни да се преземаат за данлоуд преку посебни платформи за отворени податоци или преку други специфични веб страници. Тие како такви се статични, односно се утврдени во одредена временска точка при прикачувањето на податоците. Табеларните податоци се најсоодветни за преземање. Може да постои податочен сет за бројот на невработени лица според време на чекање по општини за периодот на 2018 година. Податочниот сет може да се објави, да речеме, во јануари 2019 година и да е релевантен само за тој период и за тој опсек. Или пак може да постои податочен сет регистар на лекови кој може да е објавен во декември 2019 година. Регистарот на лекови во тој случај ќе содржи податоци за сите лекови, на позитивна листа или не, кои се достапни со последен статус декември 2019 година. Тоа секако дека е многу корисно, но тој што ги употребува податоците треба да го има предвид това при примената на податоците за различни потреби, на пример креирање услуги или истражувања, и да предвиди кога може да очекува следно ажурирање на податоците. Инаку има секако можност да се изгуби релевантноста на податоците доколку тие не се навремени. Сепак тоа зависи од случај до случај. Добра пракса за обезбедување соодветна употреба на променливи податоци е наведување на состојба. Ова се однесува на податоците кои имаат рок на траење и може да се заменат со нови во редовни или нередовни интервали. Така, на пример, доколку податоците се однесуваат на заинтересираноста за одредена студиска програма, истите мора да бидат презентирани со назнака за состојбата, што во овој случај би била академската година за која е направена анкетата за популарноста на одредени студиски програми. Така, кон почетокот или на крајот од податочниот сет, се наведува назнака дека податоците представуваат одговори на потенцијални студенти на анкета спроведена за академската 2022-2023 година или во скратена форма состојба 2022 година. Од друга страна, некои податоци не се соодветни да бидат преземани. Фреквенцијата на некои податоци може да биде толку честа, што честото преземање на податоците може да биде непрактично или пак големината на датотеките да стане огромна. Во ваков случај, најполезно е податоците да бидат достапни преку машински интерфејс или подобро познат како API,
Application Programming Interface. Преку интеграција на апликацијата со ваков интерфејс, системот ги презема податоците во реално време и овозможува константна релевантност и навременост на податоците кои се користат. Например, податоците за тоа кога пристига автобус на одредена автобуска станица во реално време не може да се овозможат преку преземање, бидејќи тоа се менува толку често и во зависност од условите на пат, што не е можно да се добија преку објавување и преземање податочен сет. Програмерите кои работат на апликацијата за јавен транспорт би користеле API за да ги преземаат податоците во реално време од електронскиот систем за јавен транспорт, а на кои би биле поврзани GPS уреди на автобусите. Од досегашниот преглед може да се изведат предности и недостатоци на статичните и податоците кои се преземаат преку API. Така, предности на статичните податоци се следниве. Обичните формати на датотеки, особено CSV, може да ги користат речиси сите, а не само програмерите. Лесно е да се произведат во споредба со API. Честопати, податоците веќе се чуваат во формат корисен за јавноста, а доколку не, тој обично може автоматски да се претвори во таков формат. Едноставно се хостираат и дистрибуираат, бидејќи тоа се само датотеки. Во случај на пад на серверите, најголемиот дел од податоците лесно се пресликуваат. Правилно развиениот клиентски софтвер ќе продолжи да функционира, користејќи ја локално зачуваната копија на датотеката. Против статичните податоци се изведуваат забелешки кои ја прават нивната употреба помалку употреблива или потенцијално некорисна, и тоа во следниве случаи. За податоците што често се менуваат, дури и постојано, масовните податоци може да бидат непрактични, затоа што клиентите можеби ќе треба постојано да преземаат ажурирани датотеки. За податочните сетови кои се големи, но на повеќето луѓе им треба само мал дел, преземањето податочен сет во целина може да биде пречка заради ресурсите потребни за негово преземање и анализирање. Дел од овие недостатоци се адресираат со предностите кои ги нуди API, кои се попрактични во следниве случаи. За податоците што често се менуваат, дури и постојано, API не бараат постојана ресинхронизација. За податочните сетови кои се големи, но на повеќето луѓе им треба само мал дел од нив, API не бараат пренесување и пласирање на големи количини на податоци. Но вреди да се нотираат и нивните недостатоци. API се корисни само за програмерите. Постојат сценарија во кои е важно да бидете во можност да анализирате цел податочен сет, што не може да се постигне со фрагментирање преку API. API може да бидат технички сложени за хостирање и одржување. Во случај на пад на серверите, податоците во рамките на API се тотално недостапни, правејќи бескорисен било кој софтвер што зависи од нив.